Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи. Ако можеш, пристигна две многу интересни работи од Соединените Американски држави. Едната, за неја ќе зборуваме малку подоцна, е дека Американската православна црква донесе одлука да ја признае каноничноста, автокефалноста, како сакате, на Македонската православна црква Охридска архиепископија. А втората е дека нашата позната веќе активистка од САД, Ана Дукоцка, која што полни 18 години живееше во Соединените Американски држави, во Њу Џерси, а потоа и во Вашингтон, Дистрикт Колумбија, одлучи да се врати за постојано во Македонија. Ети такви чуда се можни, некој да замине во САД, да помине тамо едно цело полнолетство практично и потоа од чиста љубов кон татковината да се врати дома. На моје големо задоволство вечерва со мене во студиото е токму таа Ана Дукоцка. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Мило ми е што сум тука прв пат лично, иако неколку пати сум била виртуелно гостин. Благодарам на поканата и баш ми е мило дека сум тука вечерва со вас. Да. Морам да признам, мене ми е чудно, затоа што кога човек заминува од Македонија, и ако помине 2-3 години се врати, тоа некако ми е разбирливо се случува. Меѓутоа кога човек ќе помине навистина долго време, речиси 2 децении како вас, и ќе одлучи дека ќе се врати дома, тоа е речиси шок и неверување. Како тоа се случи? Но ајде да почнеме од самиот почеток. Вие пред 18 години одлучивте, прилично млада, да заминете сама, буквално сама, во САД и да се обидете во големиот свет, што се вели. Може да ни кажете за вашите почетоци? Секако, да. Бев трета година на факултет, учев банкарски менеджмент на Европскиот универзитет во Охрид. Никога сум немала студентски живот, никогаш не сум имала искуство да живееш надвор од дома. Моја братучетка со сега нејзин веќе сопруг претходната година беше замината во Америка и работеше на таа Work and Travel програма која е позната меѓу студентите. И кога се врати, пренесувајќи ги позитивните впечатоци од тоа патешествие, ми кажа дека има можност да ме поврзи и да го направам и јас истото за мене. И направив еден разговор дома, знаејќи ме моите каква сум, во почетокот беа против, особено татко ми, и тоа често го повторувам, ми викаше ти си иста како мене, ќе одиш таму и ќе работаш по 100 работи и живот нема да видиш, а сега ти се најубавите години во животот, седи тука, ништо не ти фали. Но татко ви не бил во криво, односно бил во право. Вие таму буквално сте работеле многу. Да, и тоа и сакав да кажам. Тоа што татко ми го кажа, тоа и всушност се случи. Цели некој, како што и кажавте, вие скоро 2 децении, полни 18 години и 1 месец точно. Јас работев по 2-3, некогаш и 4 работи истовремено. Не затоа што беа малечки и за да го надополнам мојот буџет, затоа што тргнав таму со мисија за да им помогнам на моите да ја доизградат нашата куќа, од работничко семејство излегувам. Сите знаеме какви се условите во Македонија. Сакам да кажам, поентата за моето или причината за моето заминување беше економска. Стигнав таму 2007 година. Првиот месец ми беше општ хаос, додека видов големи згради, се габаритно, големи улици, големи автомобили, тотално различно од Македонија. Различна култура, различно однесување, начин на комуникација на луѓето. Имавме една картичка за како член на локалната библиотека во местенцето каде што живеев и работев, имавме буквално 30 минути за да користиме интернет во таа библиотека. И во 30 минути што попрво на месенџер и додека се поврзиш на Skype поминале 15 минути. Од нив и се сеќавам дека првиот месец пешки се враќав до местото каде што бев сместена со плачење, што ми беше тешко прв пат толку далеко од дома, како што спомнав, не сум имала искуство
да бидам подолг период надвор од дома, не сум имала студентски живот, освен тие патувања или екскурзии со играорната Од по група, неколку дена е тоа, се разбира. Не се рачуна, нели? И затоа беше малце тешко во почетокот, но после првиот месец си купив свој компјутер и веќе беше полесно. Врската со блиските може да ја воспоставам повеќе 30 минути. Ана, вие почнавте како што најчесто почнува секој диаспорец од нула. Од нула, значи, работа каква и да е што се вели. Човек само да преживее и да се обиде да се снајде тамо. Да. По 3-4 работи, то вака кој ќе каже човек викаат па добро, меѓутоа тоа е вистина многу. Тоа е најмалку 15-16 работи на ден, часа, се извинувам на ден. Да. Понекогаш и повеќе. Тука има време само за спиње и за работење. Баш така. Меѓутоа немавте намера да се откажете, тоа е веќе карактер предпоставувам, кога човек ќе влезе во една приказна, одбива да се откаже, да не успее. Годините поминуваат, вие напредувавте во приказната, напреднавте и во кариера, еве така да речам. Впрочем, крајот на престојот во САД го завршивте веќе на сериозна, висока позиција во фирма една во која што работите. Да. Од почеток, првите неколку месеци работе во ресторан, работе во продавница за сувенири, чував 2 дечиња од шефот на ресторанот за викенди, за да може тој да има слободно време со сопругата да си излезат навечер. И кога се пресели во Њу Џерси, после тој краток престој во Висконсин Делс, како што стигна во почетокот, тогаш исто чував едно детенце, па работев низ ресторани, работев во пекара, дури еден период и неколку месеци беше работев и буквално чистев куки заедно со повозрасна жена која го имаше тоа како нејзин сопствен бизнис. И сето тоа траеше 1 година, па за следната година, веќе 2008, да се вработам во банка. Нели, тоа и студирав банкарски менеджмент, тоа и ми беше желба и визија во животот дека аз ке работам во банка. После 3 години во банка, паралелно работев и во ресторан дополнително. Тоа сакам да кажам, не беше ова само во банката и толку, туку... Да, паралелно и ресторан и плюс во пекарата се уште одев на ноќна смена понекогаш. Делува вака. Какви сме ние овдека, морам да признам дека баш убаво сте си спотиле тамо во најпозитивна смисла. Да. Во банката после 3 години увидов дека ми е досадно, нешто ми треба што е поинтересно, повозбудливо, попредизвикувачко, па се префалив на сметководство. Средно училиште завршив економско во Охрид и мојата класна раководителка, ќе си ја поздравам, до професорка Ружа, ми е најомилена и инспирација во животот. Поздрав до наставничката. Таа ми поради нејзе и се впушти во таа приказна за сметководство и буквално во наводници таа е виновна зашто и сметководството ми е денес професија. Почнав да работам за градежни компании, сметководство и тогаш се запишав и целосни сати или вкупно, така ги викаат тие 40 кредити за полн стаж на студент, за да можам терминологијата во сметководство да ја усогласам. Јас знаев какви се процесите, но не ги знаев сите термините, да. И се запишав на факултет за да ги научам термините, за полесно да ми оди и работата. И 15 години сум веќе успешен сметководител. Во таа индустрија работев низ различни фирми за да ја научам цела индустрија, сервисна индустрија и продуктивна индустрија и градежна индустрија. И за крај последните 3 години работев на највисока позиција како сметководител, менаџер по сметководство. И прилично добро заработував и затоа ми е многу смешно на луѓе зашто сум одлучила да се вратам тука и покрај тие услови. Па човек обично се враќа ако не успеал, а не ако конечно му тргнало. Да. Тоа е логиката. Меѓутоа тука доаѓаме до овој круцијален момент за кој што сакам да позборуваме. На почетокот во најавата реков, вие веќе станавте позната во јавноста во Македонија како еден жесток
активист, патриот, кој што навистина се обидува да ја размрда диаспората во Америка. Ви има секаде. Јас се прашувам и тоа ми е веројатно клучното прашање ова, освен зошто се вративте дома иако се насетува веќе во приказната, како успеавте воопшто со 2-3 работни места одеднашка, со полн капацитет, значи исполнети за кариера и за преживување, да влезете во таа, како да ја наречам, активистичка приказна. Значи да одите, не знам, по македонските цркви, по македонските училишта, да ги собирате македонците. Ве имаше секаде, последните години имам чувство дека Ана Дуковска е секаде, кога е спомната Америка, тука негде Ана Дуковска. Како успеавте да најдете време воопшто за тоа? Па ете, во почетокот спомнав колку ми беше тежок тој прв месец. Колку бев носталгична по дома, јас ја сакам Македонија, никогаш не престанав да ја сакам Македонија и секогаш ќе ја сакам Македонија. И морав да најдам некој начин за како да ја одржам таа врска и тој мој корен во Македонија. И често ја кажувам таа приказна денот кога заминував за Македонија, со татко ми засадивме на цреша во мојот двор во Охрид и со идејата дека црешата ќе ми го чува коренот дома, за да се вратам дома. Кога заминавте за Америка, така, баш денот кога заминував, да. Да прашам, таа цреша сега е големо дрво. Големо дрво и е прекрасна цреша. Феноменално, мислам вака во една символична смисла, навистина феноменално. Да, и баш интересно беше во тој период излезе и песната Цреша на Тоше Проески, што кажува: "Седам и земите сам од црешата да ја најдам жива", и некако така емотивно некако си ја присвојав таа песна, зашто многу ме врзуваше за Морам да признам, дома. јас се најаѓи во овој момент, навистина специфично, не го знаев ово, иако се познаваме известно време, навистина прекрасно. И влеговте во тој активистички муд, како што сега се користи модерно, тргнавте да ја, како да го наречем тоа, да помогнете диаспората да ги задржи односите со татковината, што е доста тешко. Па да. Има земји и во соседството, кажам, грците имаат страшно моќна диаспора, хрватите имаат сериозна диаспора, албанците, србите, македонската, иако е релативно голема, имам чувство дека може повеќе. Многу сум внимателен во изразот, може повеќе, можеме и ние повеќе кон диаспората, но некој мора да направи потек. За жал, можеби и дипломатските представништва наши не ја завршуваа доволно работата колку што може да заврши еден индивидуалец како вас. Чест на исклучоци. Се разбира. Меѓутоа тие се платени, тој ми е работа, тоа сакам да кажам. Додека вие тоа сте го правеле и го правите уште на доброволно, без пари, без бенефиции, без привилегии, туку чисто од љубов. Денеска, особено во САД, каде што капитализмот нели е алфа и омега на се, ретка работа е човек да рече јас од љубов правам нешто. Кон татковината која што сум ја напуштил. Да. Видете, прво нешто што направив кога се пресели во Њу Џерзи, знаејќи дека во Њу Џерзи има многу голема македонска заедница или втора поголемина во Америка. Која е првата во Детройт, така? Детройт, да. Мичиген, Детройт, претежно Детройт. И трета е Чикаго, Илиноис, таа област. Кога се преселив таму, прво нешто што прашав е дали овдека има црква македонска. Зашто прва идеја ти е кога ќе одиш некаде надвор од Македонија, дека место каде што се собираат македонците е во црквата. Така е. Да. И ми кажаа дека има, прашав дали има играорна група, пошто нормално јас сум играорец, тоа ме влече да можам да продолжам нешто да правам, што ќе ме, пак ќе кажам, ќе ми ја одржи близината со Македонија и ќе ми ја ублажи носталгијата кон Македонија, кон дома. И ми кажаа дека нема играорна група. И тоа беше интересен момент затоа што таму се најдов многу случајно со школски другар мојата сестра, кој го знаев уште од тука, го знаев затоа што нашите играорни групи беа сестрински. И имавме и заеднички настапи тука додека бевме и го прашав, ајде ако не ние да отвориме, ти ќе ги учиш машките, јас ќе ги учам женските, и отворивме играорна група. Се викаше Александрија. Функциониравме, да. Тоа е тоа. Функциониравме во црквата Свети Никола во Тотова во Њу Џерзи, па некои 7-8 години. Имавме баш настапи низ цела Америка, но често не вика затоа што бевме возрастни, сите претежно играорни групи се со деца, што не е лошо, тоа е прекрасно, но немаше возрастна група.
И бевме така интересни, популарни, не бараа секаде, додека го стигнавме до тој момент кога сите почна да си стварат своји семејства, се Што е мажени, веќе женати, природна состојба, да. Да, и се полека се растури таа игра орна. Тие ми се едни од најубавите спомени, можам да кажам слободно, па јас се пресели во Вашингтон тој период. Тој е негде на половина прилика од вашиот живот во Америка. Да. И интересен момент е што 2024 година самата си имав зацртано како година на спомени и си имав зацртано еден план која секој месец ќе правам нешто што ќе ме натера да ја запомнам Америка затоа што се спремам за да си одам. Тоа значи дека веќе тогаш психички се подготвувавте за заминување. И интересно е што во таа идеја во месец мај ме исконтактира од црквата Тотова во Њу Џерси каде што беше играорната и викаат имаме еден многу интересен настан, сакаме да се собери повторно играорната и да изигра уште еднаш и баш тоа ми се погоди како ете сега еден собир и го направивме. Возев секој викенд по 4 сати во еден правец на 2 месеци интензивни проби за да правиме, за да можеме да настапиме. Толку оддалеченоста меѓу Вашингтон ДС и 4 сати. Чисто да кажем, вие живеете во Вашингтон ДС, Дистрикт Колумбија, значи главниот град на САД, не Вашингтон државата која што е сосема на друго место. Да. И возев секој викенд буквално само за да можам да имам интензивни проби со играорната група, за да можеме да настапиме и тоа ми беше, мислам, едно од најубавите спомени, така дека ете уште тоа го направив пред да се вратам. Пред да се вратите. Да. Поминавте уште значи 8 години во Вашингтон, имавте таму можност, ќе се вратиме на тој разговор малку повеќе, да ја видите она што се нарекува американската елита во она незина големина, зборуваме за Конгресот, за Белата куќа и така натаму, оние што владеат со таа земја, веројатно и тоа ви помогна во некоја политичка смисла да се изградите. Меѓутоа дојдовте во фаза од животот кога од ваши причини се разбира, одлучивте и дека ги кажавте. Од чист патриотизам, не ни за пари, ни за не знам нешто 300, туку буквално од патриотизам да се вратите дома, цела година ви требало да се подготвите за тоа. Америка сепак ви била дом. Да, вие сте и американски државјани, ако не се лажам, значи станала дом, меѓутоа вие велите доста беше, ќе се врата. Како доаѓа тоа? Мене не ми јасно, јас наистина сакам да знам како на еден човек кој што поминал толку време на друго место каде што веќе создал и пријателства, и работна кариера, луѓе со кои што живее, навики. Вие во Вашингтон сте биле дома практично. И велите, знаете што, доста е, јас се враќам во Скопје, во Охрид, сакам да бидам дома. Како доаѓа тој момент? Спонтано ли е или е некое длабоко размислување? Ај пред да дојдеме до тој момент, да се навратиме на активизмот за Македонија, за да можам да ја доловам поентата за враќањето. Слободно. Значи настрана од тоа што бев една од коосновачите на играорната група, јас бев и секретарка во црквата и како секретарка во црквата имав можност да организирам настани. Тука, значи, последната турнеја, и тоа со големо задоволство го кажувам на ЕСМА пред да почине, една година пред да почини, јас ја организирав во Њу Џерси. Концертот во Њу Џерси јас го организирав и ми беше многу емотивен дел затоа што и како мала и многу ја сакав нејзината големина затоа што беше светски позната и ја промовираше Македонија низ цел свет. Без иако не се заблагодаривме како што треба, веднаш да кажам. Да, не државата не ја удостои, не ја возврати за сета љубов што таа ја вложи во државата, но тоа е друго прашање и се надевам дека сегашната влада ќе го исправи тој проблем. Мора тоа да го кажам затоа што се чувствувам должна од сета почи што ја чувствував према нејзе и тимот околу нејзе кои до ден денес ми се драги пријатели, нејзините менаџери. И меѓу другите и други настани кои ја собира заедницата во црквата. Значи помагав и во училиштето, неделното училиште со децата. Значи имав 3 различни возрастни групи на играорна што ги учев фолклорни танци. Одлично е дека постојат тие неделни училишта, така наречени, во кои што македонците се собираат, децата да учат македонски јазик, македонски култура, не знам, отворби, песни, што и да е.
Да. Тоа е наједноставниот начин да се и впрочем да разговарат меѓу себе, да се дружат. Да, еве тука ќе го додадам тој факт дека неделното училиште во црквата Света Богородица во Детройт брои 120 деца, што е одлична и прилично сериозна бројка за веронаука, за нормално за Македонија ги учат на корените нивни на Тука зборуваме за генот деца што се родени во Америка, а не родени. таза дојдени, така. Да. И сега може би има Се екстремисти, разбира по некој, да, но главно се родени американци. да. Школото, неделното школа во Њуџерси во црквата брои околу 50 дечиња во двете цркви, околу 50 посебно во двете цркви, и училиштето, неделното школа во црквите во Чикаго и тие се околу 50 на деца. И настрана од тоа што имаме, секоја македонска црква организира неделно училиште каде што ги учи веронаука, македонската култура, традиција и фолклорните танци. Има и спортски клубови, има и карате клубови, баш имам многу добар пријател кој ги учи децата во Чикаго на карате. А со тоа и дисциплина во животот, значи и други вредности стекнува така. И плюс организираме настани кои ќе ги собере и ќе ги мотивира заедницата да доаѓаат повеќе во македонските културни центри кои се во склоп на црквите, за да можат да се запознаат, да се вмрежат, да се помагаат. Тоа е нели и целата идеја и замисла зошто имаме македонска црква таму. Се разбира. Настрана од нема да ги спомнувам тука дипломатските представништва затоа што нивна должност е тоа да го прават. Колку го правеле и го прават, како што ќе речам со чест на исклучоци, тоа е знак на прашање и повторно ќе кажам, имам голема верба во ова сегашна влада дека ќе ги исправи тие работи и дека ќе ја зајакне и стабилизира врската со диаспората, затоа што диаспората може многу да направи за Македонија доколку добие само малку внимание. Ова е многу важно прашање, можеби добро е да влеземе. Македонската диаспора по светот, особено во САД, во Австралија, во Канада и во Германија е голема. Да. Меѓу тие луѓе има и некои кои што се екстремно успешни, Да. кои што навистина успеале во тие држави, направиле многу пари, имаат сериозни бизниси, некои од нив достигнале голем углед во општеството и навистина е неправедно и кон нив и кон нас сето тоа не да биде корист, туку едноставно заеднички бенефит за сите нас. И тука има една спротиставеност која што можеби треба да се разбие. Одовде постои една фама, една стигма дека диаспората го крстеше куќето Гоце и $5 ќе даде, како викаат. Од друга страна, тие тамо велат овие не сакаат, не им е гајле во Македонија за нас, ние сме изфрлени, а мислам дека вистината е некаде на средина. Не постои непријателство, не постои стигма, туку постојат некакви навики на однесување, шаблони кои што не се ни наметнати, туку едноставно така настанале, без да влеземе во суштината на работите. Тука вие сте многу важна затоа што вие сте сватиле потребата од спојот меѓу диаспората и матицата, меѓу Македонија, затоа што тоа е едноставно бенефит за сите. Па се сеќавам јас уште 2014 година кога имаше избори парламентарни, доаѓа представници од тогашната влада, тогаш беше Груевски премиер, доаѓа представници тука за да лобираат, за да имаме македонски, да имаме представник на диаспората како пратеник од диаспората во собрание. И тогаш добивме 3 пратеници од диаспората, така. И се сеќавам колку бев инволвирана во тоа и то работев со конзулатот кој беше во Њујорк своевремено, па подоцна се пресели во Њуџерси за регистрација и за информирање на македонската заедница за да се регистрираат и да гласат, зашто е битно. И баш тогаш беше сериозна бројка регистрирана и учествуваше во изборите за да дојдеме до 3 пратеници. Кои дали ја завршија работата или не, друго прашање, нема ни да го отвараме тоа прашање, но сакам да кажам дека можеби баш поради тоа диаспората стана малце и пасивна во тој дел, затоа што увиде дека џабе ги гласавме нив кога не ја завршија работата што ја ветија. И ова го кажам со потполна одговорност. Затоа што
што будно ги пратам, ја пратам ситуацијата и состојбата во Македонија. На работа често знаат да ми се смеат, сите слушаат музика на слушалка, јас слушам деватни емисии. И тоа ме држи во фокус. Така е, да. Човек ќе рече млада девојка треба да се занимава со нешто друго, подобро да слуша добра музика, но вие сте така скроена очигледно. Па да, мислам дека така и се ја одржува врската со Македонија и не само врската, туку и како што спомнав, така си ја лечев носталгијата за дома. Решивте да се вратите, доаѓаме до тоа ретка ситуација, не дека единствена, ретка е само вела, решите да се вратите дома. Има ли простор да се размислува воопшто дека не сите тама работа, не е најголем процент, но дел од нашите луѓе со оглед на тоа дека се променети околностите во светот. Може да работите буквално од секаде се. Вие сега имате таква можност да работите од дома, од Скопје, од Охрид, едно за било каде во светот. Има ли можност, гледате ли чувство дека постои шанса и дел од луѓето кои што се отидени тамо, да речат, знаете што, пај да се вратиме дома. Секако. Подобро ќе биде. Секако. Или да се обидеме ако ништо друго. Секако. Да, знам кога ќе се врати човек од сериозна земја, па ќе ги види лошите улици кај нас, па ќе се разочара, па од ѓубрето ќе се разочара, од сметот, па не знам, од некои неправди. Меѓутоа сето тоа може да се пренабрегне ако се даде мотив повеќе. Точно. Пред неколку години започнав еден проект кој се викаше Диаспората за македонските работи. Добро. И преку тој проект сакав да ја прикажам една група на македонци кои се буквално репрезентативен примерок за македонец кој живее надвор од Македонија. И имав учесници во тие како дебатни емисии беа на некој начин на Zoom и се достапни се на YouTube за сите да ги гледаат. Серијал беше од 8 дебатни емисии, 5 од иселеници и 3 од околните земји со македонско национално малцинство. Добро. Во тие емисии дојдовме до заклучок дека иселениците, поентата ми беше сакам да побијам таа стигма дека еве овие што се иселени ќе дадат само $5 за знамето да не се менува и за името да не се менува, туку стварно се луѓе кои се интелигентни, кои научиле нешто во поразвиените земји каде што живеат и се подготвени тоа што го научиле да го донесат дома. И да го применат. И тоа ми беше идеја. Дозволете да ви покажеме дека ние тоа што сме заминале секој поради различни причини, сме научиле нешто, сме попримиле позитивни практики и сега сакаме да ги пренесеме дома и да ги примениме за заедно да изградиме Македонија во убава земја за живење за сите, и за нас и за идните генерации, па и за нашите родители до крајот на нивниот век, значи да се видат убав живот. И со таа идеја и понатака низа проекти сум учествувала и во различни здруженија така на македонски групации и се уште сум активна во настрана од моето, зборувам за други. Негуваме историја во едно, негуваме култура во друго, во трето политички теми, дневна политика се занимаваме. Сакам да кажам секаде каде што можам да поврзам луѓе кои не се знаат, можат заедно да придонесат за Македонија. Јас сум ги имала контактите поради движењето кое го водев Ние сме Македонија со протестите против името. Успевам на некој начин, задоволство ми е да видам дека сум поврзала некои кои заедно можат да направат нешто подобро. Ако јас тоа не го може некој друг тоа да го направи. И тоа поврзување ми даваше некоја сила за да одам напред. И да, имаше периоди кога функционирав на 3 различни временски зони, за да можам да ги скоординирам сите работи и да ги поврзам сите луѓе и со малку спиење утреента да ми паѓа главата на работа, ама силата и љубовта за Македонија ме одржава и се уште ме одржаваат и многу сум среќна дека сум дома. Да, морам да признам, ние кога сме контактирале сме се видели и во Македонија, во ретките ситуации кога сте доаѓале, меѓутоа и преку линкови, јас секогаш се прашував ќе најде ли ова девојка, дама време да ни посвети нас со сите работи што ги правиме, меѓутоа вие секогаш сте биле
на точното место, во точно време, подготвена со информации, да кажете, да се најдете, едноставно тоа е очигледно посилно од вас и секоја чест. Понатаму останува на диаспората, навистина, бидејќи ние имам впечаток дека ние овде не ја познаваме диаспората. Да. Не ја сваќаме нејзината суштина, како функционира, како размислува. Да. И тоа е главното, да ги оставиме на страна шегите за $5 и за куќето. Имаме врвно образовани луѓе. Имаме луѓе кои што имаат сериозни бизнеси. Имаме и не е тука само, не знам, Крис Павловски или кој се тие таму неколку души што се милиардери, туку луѓе што навистина може да ги видите, не знам, сликани со конгресмени, сенатори, со председатели на држави и така натаму. Па и политички инволвирани. И Имаме инволвирани градоначалници. Така е, така е. Кој е импулсот што им недостасува плюс за и тие да загризат, условно кажано, повеќе, не мора да се вратат. Меѓутоа да станеме макар приближно на диаспората што имаат соседите. Па мислам и повторно не ќе повеќе од кажам... тоа, приближно на диаспората што имаат соседите. Да, повторно ќе се навратам на тој момент. Значи, во тоа време, 2014 до некаде 2016, имаше некоја заинтересираност за поврзување на државата со диаспората, може би и малку пред тоа. Но јас се уклучив активно околу 2014, затоа од тој момент можам лично да зборувам. Лично, така е, да. Да. Значи, тога се покажа и се почувствува некоја заинтересираност и затоа и диаспората или иселениците, не го сакам да се збор диаспора. Па да, диаспора некако звучи, и селениците е подобро може. Да, има и желба да бидат уклучени затоа што почувствуваат тогаш дека нивното размислување, нивните идеи се Некој ги вреднува, слушнати така е. и се вреднувани. 2016 и 17 очарена револуција, па се до смена на таа наметната влада предходно, тотално се избриша желбата за таа врска. Или сите обиди предходно кои беа поставени, сите врски беа прекинати. И сега ќе мораме од почеток. И сега мораме, не ќе мораме, туку мораме од почеток и е многу тешко разочаран човек повторно да го заинтересираш. Да го убедите да се врати, да. Особено кога тој нема нужна потреба. Апсолутно. Има живот на друго место, се разбира. Така, и затоа и е многу важно и тоа уште на секое мое доаѓање тука, јас инсистирам да се сретнувам со државни чинители, за да можам да разговарам и повторно да го кажувам истото колку е важно таа врска да се одржува, затоа што, како што кажав на почетоков, малку внимание за диаспората или за иселениците добиваме ние многу како држава. И верувајте дека во оваа една година и нешто повеќе откако е смената владата и атмосферата во иселеништвото е промената кон Македонија. Ве слушаат ли институциите на државата? Па можам да кажам дека повеќето од предлозите или од идеите што сум ги кажала, без да си препишам заслуга, јас не сум ги кажала за да кажате Ана ова го предложи и Ана е за има заслуга за тоа. Не. Сум кажала, ова е мој предлог, ако вие мислите дека е добро да го имплементирате, ваше. И толку. И можам слободно да кажам дека повеќето биле прифатени и можеби не целосно, ама делумно реализирани. Значи некој почел да слуша. Да. И затоа и можам слободно да кажам, се радувам дека имаме конечно слух во ова сегашна влада и некои ќе кажат ете сега ВМРО дојде на власт, па затоа Ана се врати. Не е тоа точно. Сигурно сте дошле заради тоа што ВМРО е на власт. Апсолутно не. Ана се врати. Впрочем, вие кога сте заминали, ВМРО беше на власт. Точно. Ана се врати затоа што гледа дека сега оваа влада има потенцијал за да направи нешто подобро за Македонија и затоа што и беше време на Ана да се врати дома. Може би ќе звучи чудно за некои кога ќе кажам дека Америка како земја е добра за многу работи, но не е добра за човек кој живее сам. Да живее човек со фамилија, да биде фамилиарен човек таму, може би е полесно и поедноставно. Јас сум прилично емотивна личност, јас сум приврзана многу со семејството.
ми фалат внуците, ми фалат родителите, ми фалат пријателите. Јас си функционирам повеќе на македонска временска зона и со Македонија него со Америка. Америка бев прилично робот, одев на работа, се враќав дома, на компјутер бев во комуникација со Македонија, со пријателите тука, со соработниците, што треба сега да сработиме, што треба сега да организираме. Така го исполнува времето и тоа малку што ми остануваше во одмор за да соберам сила и енергија за следните активности. Да ја прашам уште нешто за диаспората. Повторно, ова се повеќе од блесоци на сознанија. Често пати се слуша како во диаспората влијае, не знам, бугарска пропаганда, влијае грчка пропаганда, ваква пропаганда, особено околу црквата. Не сакам да навлегувам во црковни теми воопшто, ниту јас, нити вие сме компетентни мисличени за таа работа во на формална смисла. Меѓутоа, ако тоа нешто било вообичаено, не знам, во 50-тите, 60-тите, сега и натаму се уште ги има тие работи? Се уште ги има, да. Има, например... Мене просто неверојатно ми делува дека во 2025 некој се обидува да ја наметне на диаспората, не, вие не сте македонци. Просто ми она... Што ви е проблемот на вас, луѓе, меѓутоа еве, уште го има тоа. Да. Во тој проект што го спомнав предходно, диаспората за македонските работи, мислам дека во последната епизода беа учесници први братучеди се, кои живеат во Рочестер, Њујорк. Тие се едни од подписниците на основањето на македонската црковна епархија во Америка, македонско-американска епархија, чи нашата таму и кога го слушав нивното обраќање со тие се сега во веќе поодминати години, кога слушав колку се уште нивниот жар гори со љубов и со поддршка и со волја да направат се уште нешто за Македонија и ни сите препреки што ги поминале сите. А поминале навистина сите и решето, да. Да, 30 дена им било во процесот 30 дена дека треба да се чека дали некој приговор ќе даде за основањето за македонската епархија, па какво било влијанието од грчката страна, од бугарската страна, па и организациите помеѓу МПО и другите македонски организации, значи раздор секогаш имало и се уште го има. За жал, да. За разлика од другите, еве и од иселеништвата од околни земји, да ги земам за пример, колку се посоединети од нас, но без разлика на се уште се наоѓа начин како да се собере заедницата на едно место и баш би сакала да го поздравам едно младо дете, ќе го наречам дете затоа што е помлад од мене, кој живее сега во Чикаго, Блаже се вика, кој пред нескоро време основа македонски центар во Чикаго, кој треба да функционира на ниво на цела Америка за да ја промовира македонската култура, традиција и да носи македонски уметници во Америка за да може да ја одржи таа поврзаност, па и други настани да организира за да се продолжи таа врска. Поздрав за Блаже, ако случајно ја гледа оваа емисија, само напред. Продолжи понато. Да, и истото му го кажав и јас на Блаже, без разлика на тоа што живеам сега веќе во Македонија, секогаш ќе бидам негова поддршка и сите мои контакти ќе бидат на негова достапно, затоа што секоја иницијатива која е за добробит на Македонија ќе ја поддржам секогаш и секаде. Тоа значи дека вашиот ентузијазам го делат и други, но ме интересира. Едно е луѓе кои што се родени овде, да. Па заминале, сосема е друго тие што се родени во Америка, нивните родители се родени во Америка или во Австралија или каде. Тие луѓе малку потешко веројатно им оди затоа што тие се родени на англиско говорно подрачје, од најмали нозе учат на англиски, сакаат неќи, целиот животен стил им е тамошен и на нив да им се вради македонското чувство, предпоставувам дека вие сте отишли сепак во САД иако млада како изградена личност. Да. Сосема друго е некој што е роден во таму. Така е. Како е да се работи со нив? Како тие ја доживуваат целата работа?
Па, Бидејќи вие и тоа го правевте, Да. Можам да кажам дека има доста кои сум ги запознала низ годините кои живее во САД, па и на моите посети во Канада и на други македонски заедници низ цела Америка, дека сум запознавала луѓе кои се родени во Америка и кои сакаат и се интересираат да дознаат повеќе за нивните предци кои биле родени во Македонија. Има заинтересираност, дури некогаш ме изненадува тоа што сум увидела поголем ентузијазам кај тие него кај некој што е скоро тазе отишол, да. И без разлика на се вие спомнавте преска имаме многу одлив на образован кадар. За жал така е. Но сиот тој кадар, ако не целиот тогаш делумно или помал број од нив е образован тука. Што значи дека Македонија можеби има, не само што платила, туку обезбедила сериозно образование и квалитетно образование за нив. Сега можеби од сегашна перспектива има недостатоци кои гледам дека сегашната министерка пробува да ги реши тие проблеми, но без разлика на се од тој период или јас кога сум се образовала, излегле стварно квалитетни кадри. И тие, јас ми изминативе 3-4 години зборувам дека сакам да се вратам Македонија, го чекав моментот кога ќе дојде да се вратам Македонија. Каква беше реакцијата на вашите пријатели таму? Уште не им се верува на некој дека мислеа дека тоа е само така, нешто што ќе помине, некоја приказна. Но реакцијата им била таква на тие што доволно не ме знаат. Тие што не ме знаат дека Ана која ќе намисли нешто и ќе го оствари, баш сум упорна за такви работи, можеби и затоа и сум ги правела тие некои, да речам, активности за македонската кауза и за се, затоа што сум прилично така упорна во тоа што ќе намислам. Но реакциите ме изненадија повеќе, затоа што во разговор изминативе 3 години со луѓе како мене и селеници, не зборам само за Америка, туку воопшто, зашто комуницирам со повеќе заедници низ цел свет и со активисти од цел свет, се леле, стварно јас сакам да си дојдам. И баш на објавата... Ова е интересно. Кога ја објавив дека пред неколку дена имавте фотографија буквално од авион, се враќам дома. Да. Кога баш на таа објава ме изненадија позитивните коментари и нема да зборам само за коментарите, туку и за огромниот број на пораки кои не сакаа јавно да кажат, а приватно ми пишаа дека и јас планирам да се вратам дома, и мојата ќерка 12 годишна, без да спомнам име, ама многу драго девојче од Германија, незината мајка баш денеска ми пиша да ми каже дека сум ми била инспирација на незината ќерка дека сака да дојде и да живее во Скопје. Тоа ми беше нешто што многу ми е драго дека сум позитивно влијание сум направила врз некого за да се врати и да твори од дома. А верувајте дека во наредниве година до 2 самите ќе се уверите во ова сега што го зборувам дека многу луѓе ќе се вратат дома. Дај Боже да е така. Уште една работа околу вашиот престој во САД. Вие бевте половина од тој престој во Вашингтон, Дистрикт Колумбија, таму каде што се решава објективно не само судбината на Америка, туку на светот. И имавте допир на некој начин со тие луѓе. Колку е тешко како македонци да влезат воопшто во просторот на тие луѓе што одредуваат судбини на светот? Да им се пристапи, да им кажете, видете, ние сме од тамо, имаме проблеми објективни, дали соседи се играат со нас, дали економија, да што и да е. Воопшто да се влезе да им станете видокруг на тие луѓе. Бидејќи знам дека вие и тамо влеговте, тоа е... Да. Не сум човек што сака да се фотографира и да објавува слики од видете со кого сум се... Јас имам речено здраво на некој, да. Имаме и такви за жал, добро. Но сум човек што оди, зборува, разговара и чека резултат. Врши работа, кога ќе има резултат, сака да го сподели како позитивна вест тој резултат.
И си имам јас архива и да докажам што сум правила и со кого сум разговарала и со кого сум се среќавала, но не е поентата да се фалам зошто сум го правила тоа, зошто не сум го правила тоа за себе си да се славам или некој триумф да си давам на себе си, туку за да направам нешто за Македонија. Така. И сум учествувала во трите политички кампањи за Трамп. Имав и иницијатива која се викаше Македонци за Трамп. Отворено го поддржате Трамп, чисто да се каже. Да, Ние како земја, не како земја, меѓутоа актуелната власт отворено застана тогаш, како опозиција во поддршка на Трамп, меѓутоа вие го направивте тоа како тамошна група. Да. Што е ризично на некој начин. No. Републиканците беа во опозиција, Трамп воопшто не беше омилен во круговите на демократите, а вие бевте во Вашингтон, каде што се гледа се, нели? Се гледа, меѓутоа се осмелите. Особено последнава кампања беше најинтересна од сите, затоа што се чувствуваше волја за промена голема и уште од самиот старт на кампањата на некој начин ние знаевме дека резултатот ќе биде ваков како што беше. Дури и покрај тие неколку обиди за убиство врз председателот, да. И тоа минатата година баш на мојот роден ден се случи тоа пукање кога му го ранија увото на председателот. Тоа за 2 сантима ке беше мртов, да. Но без разлика на се сум одела и во Конгрес и тоа буквално ги таргетирав пратениците кои се поддржувачи на Трамп. Значи има и други републиканци, но кои јавно не се прокламираат како поддржувачи негови, но јас ги истражував и ги таргетирав баш нив за да можам да зборувам со нив за нашето прашање, затоа што верувам. Колку тешко да се влезе тамо Ана, не е тоа тропнуваш на врата, добар ден. Тоа е една процедура, Процедура е, да, многу повици, многу обиди за закажување состанок, одбивања претпоставувам. Одбивања нормално и не е лесно, не е едноставно, но јас сум упорна. И не само што сум упорна, туку и минатата оваа година во февруари учествував, бев дел од настанот СИПЕК, тоа е конференција на конзервативците во Америка, кои се малтене 90% од новата администрација на Трамп и буквално бев на некои 10 метра од председателот и тоа мене ми беше како не ми се верува дека сум тука. Дека е навистина на 10 метра од мене само. И баш на тој настан имав можност да запознам многу луѓе, отидов со цел и со мисија, прво и основно да бидам баш во иста просторија како и председателот Трамп и второ да запознавам една од сегашен аспект моја многу драга пријателка која е една од виновниците за тоа што Трамп е денес председател. Таа е председателка на движењето Мајките за Америка, се вика Кимберли Флечер. И на победничкиот говор на председателот ја именува и кажа дека е една од виновниците за неговата победа и сите жени кои се на високи позиции околу председателот, вклучувајќи ја и шефицата на неговиот кабинет и потпаролката и останатите функции се сите предлози на Мајките од Америка. Значи сериозно влијателно движење. И имав чест да се запознам со господја Флечер, ме покана да бидам гостинка на незин подкаст, разговаравме за состојбата во Македонија, си го раскажав нашето патешествие од името навака и малку пред тоа и на моје големо задоволство во септември ќе ми биде лично гостинка на мојата 4-та годишна лидерска конференција од моето сдружение Јас сум жена. Одлично секој. Често искрено се радам дека господјата Флечер ќе биде тука и тука се префрламе еве кон ова прашање. Вие сте сега во Македонија, веќе известно време постои Сдруженијето, движењето, организацијата Јас сум жена. Вие сте председавач, како и да се нарекува. По спретна околности ги познавам и другите учеснички тамо, некои од нив се мои колешки овде. Поздрав се разбира до нив.
Прво, од каде идеја од Америка да направите здружение овде, иако се уште не бевте вратени, и второ, кој е, ајде да кажеме, поентата? Јас сум жена, некој може вака малку на посмисливо да рече, па добро да е, половина свет се жени, не е тоа нешто. Меѓутоа, има кај вас сето тоа логика некоја? Да. Предходник на Јас сум жена е таа иницијатива Македонци во светот, каде што сакав да ги представам интелектуалните иселеници со цел да ги доближам до македонската заедница, за да се побие таа стигма што ја говориме цело време, и истовремено за да ги направам тие конекции, за да можат и тие да дојдат тука и сито нивно знаење и контакти да ги донесат во Македонија. Од тука произлезе идејата за Јас сум жена, баш во таа идентитетска криза во Америка, кога секој може да се прокламира како што и да посака. Во тој момент и предходно имав една кампања Јас сум македонка баш во тоа идентитетска наша криза. Добро, во тој период и некако ми доаѓаше следствено и логично да се вика Јас сум жена, не заради таа идентитетско прашање што е маж, што е жена, туку затоа што Добро, во Америка тоа и има многу силно влијание, кај нас не е баш така да зборуваме реално. Да. Но еве со новата власт во Америка веќе се решаваат и тие прашања, и тоа е еден од првите работи што ги потпиша председателот беше дека признава само два пола, машки и женски. Па тоа што го створила природата, сега ако сме реални, еве секоја чест за исклучоците, меѓутоа реалноста е таа. Да. Иако половина свет се занимава со тоа прашање веќе години назад. Па не може да се побие наука со желба, не може едноставно да се спореди. Некој сака да биде и куче, јас разбирам, или не знам да биде змеј. Се е тоа во ред, меѓутоа природата прилично е јасна. Па видете како деца и ние сме сакале се да бидиме и тоа е нешто што треба да се надраст неверојатно. Да, според мене јас верувам во наука и верувам во биологија и тоа е единствено нешто што го признавам, друго не. Так. Но тоа е сепак мое мислење. И од тој дел сакав фактички со тој назив како Јас сум жена, не да ја покажам мојата сила, знаење, вештини преку барање на некој да ми даде привилегија само затоа што сум жена. Ова е многу важно. Туку да му даде привилегија на тоа што јас сум. И затоа го кажував, го ставив тоа како име, Јас сум жена, за преку моето излагање, преку мојата приказна, да го побијам тој феминистички пристап, затоа што ние сме се само нефеминистичко движење, ние сакаме да се вмрежиме, да покажеме знаење, да се инспирираме, да се поддржиме една со друга и да ја помогнеме на секоја жена која сака да стане успешна жена. Па и да бидеме менторки на тие што сакаат да ги следат пример моите чекори, па да ги насочам на правиот пат за да стигнат до и тие еден ден да бидат успешни жени, а јас со драго срце би ги поддржала во тие нивни аспирации. Ви организирате конференции, предавања, не знам, имаме женски економски форум, значи целта ни е да на секоја жена да биде финансиски независна, да биде успешна, да биде мајка и домакинка пред се, но и да има и успешна кариера. Значи тоа може заедно, нели? Заедно, секако. Некој многу каже, па сега не може тоа. Може ако се сака. Може. Се може кога се сака. Да. И собрана е, морам да признам, интересна, квалитетна екипа околу вас. Тоа јас што малку го знам, морам да признам, освен колешките мои овдешни, некои. Тамо се жени кои што се во општество прилично и познати, и успешни, и имаат своји квалитети со кои што можат да се гордеат. Како ги убедите еве да дојдат? Интересен момент е што ниту една од нив не ги убедив да дојдат, туку сами ми пристапија да прашаат како можат да се вклучат во таа организација. Ете, ќе ја земам пример вашата колешка Искра, моја многу драга пријателка, која првата година на првата конференција, кога никој не знаеше, успеавме да собериме 250 гости на таа конференција и да покажеме нешто интересно и нешто ново, нешто необично во Македонија, еден друг
концепт или друг тип на настан, таа беше говорничка. И после тоа, кога виде дека е интересно, дека е невообичаено, дека е нешто ново, самата ми пристапи, ме праша како да се вклучи и со широко расширени раце јас прифатив и драго ми е дека ете денес сме заедно ја градиме оваа организација и од секоја година сме чекор погоре и чекор погоре. Тоа што застапувате, нема да речам конзервативни вредности, туку традиционални вредности ви создава непријатности во ситуација кога кај нас феминизмот и борбата за жените се сведува на една малку поинакво ниво. Не само кај нас, туку не знам, главно е ова со трансродовите, со инсистирање на слободи хомосексуални, не навлегувам сега во тој дел. Меѓутоа, вие настапувате од позиција жената која што треба да биде успешна во кариера. Но да биде успешна мајка, да биде успешен сопруга, да биде домакинка, да биде она што навистина човек во Македонија го доживува како нормално. Сега ние почнавме да се бориме за нормалното. Помалку е дали тоа имаше кај вас предизвик да се борите за нормалното? Помалку е парадоксално, но реално. Тоа беше и главниот мотив за формирање на оваа организација, затоа што постоечките женски организации ниту една не ја отвараше својата платформа за една жена која застапува такви традиционални вредности да има збор на такви настани. И затоа што се промовира нешто поинако, да? Апсолутно. И едноставно беа стигматизирани. И затоа мене идејата ми беше добро, постои вакуум простор каде што ќе се формира една платформа каде што жени со вакви вредности ќе покажат дека и тие имаат квалитети, и тие имаат знаење, и тие можат да пренесат нешто на идните генерации. Така, а не се некои инфериорни кои што не знам да не живеат овие затворени дома, не знаат како се викаат, готват тamo манџата, сега максимално го симплифицирам, па не знаат што прават, ние да им кажеме како треба. Ова е одлична. И идејата беше тоа, да покажеме дека еве и овие традиционални жени имаат што да понудат, што да кажат, што да споделат и баш оваа платформа е формирана исклучиво само за нив. Затоа што другите имаат своји платформи каде да ги промовираат. Зашто немате и вие, се разбира. Да кажеме што е следно сега кај вас? Имате конференција повторно? Да. Четвртата годишна лидерска конференција ќе се одржи на 26 и 27 септември во Скопје. Релативно брзо, добро? Да, релативно брзо. Ќе биде многу поразлична од досегашните, многу поинтересна, со многу ексклузивни и новитети, ексклузивни работи и новитети, особено ете гостинката од Америка која ни доаѓа, која на 28 септември ќе одржи пресконференција интернационална од Македонија, каде што ќе соопшти нешто многу големо, кое ќе биде многу значајно за Македонија и нема да откривам повеќе затоа што тој момент ќе биде многу голем и едва чекам да се случи. Морам да признам и мене ме ставивте сега во мисла, искрено се надевам на нешто навистина позитивно, еве да повториме на 28 септември. Господјата Кимберли Флечер, исклучително моќна во Америка, ќе биде во Македонија и ќе објави работа која што на сите нас ќе ни биде очигледно од задоволство. Да. Сосема за крај, Ана Дукос, кој се вративте во Македонија, нека ви со среќа, добро дојдовте дома. Добро дојдовте дома. Јас не се сомневам дека со вашите квалитети лесно ќе се вратите, ќе се прилагодите на нашиот живот. Тоа дека не се лутете за недугавостите што ги имаме тука. Да, многу работи во оваа земја треба да се поправат, но можеме да ги поправиме ако сме упорни, мораме да мислиме позитивно, мора да го имаме овој дух вие што го имате, нема откажување, се бориме затоа што ова е земјата, тоа е тоа. Ви посакувам се најубаво, не прашувам приватно, веројатно веќе имате план како понатаму во кариерата, како понатаму секако останувате активистка, тоа ми е јасно. Благодарам за гостувањето оваа емисија и навистина уште еднаш ви посакувам голема среќа. Благодарам, Драган, ако може и за крај да Сосема слободно. Еден интересен момент да го споделам.
Како што спомнавте, кариерата си ја продолжувам како што работев и до сега за аутсорсинг фирма тука од Скопје, работам за американски клиенти. Си водам сметководство, значи не ги прекинувам јас врските со Америка, особено затоа што на денот на моето интервју за државјанство, кога ме праша агентката од која земја доаѓам, кога кажав Македонија, и продолжи да ме поставува други прашања и се наврати и вика, извинете, не можам да ја најдам Македонија во листата на држави. Јасно ми е, сега ми јасно вика. Пробајте Северна Македонија. За жал, не можам едноставно да го сменам изразот на лицето, ме издава секогаш и вика, зошто Северна? Има јужна и викам нема, тоа е најголемиот парадокс, но од 20 минути интервју за државјанство, 15 минути јас си објаснував на агентката што е проблемот со Македонија и со името, и реакцијата незина беше дека поголема глупост, тоа нема слушнато. И затоа нема, веројатно и нема. Тоа е уште еден момент кога наместо да се фокусирам на тоа што мене ми треба да го средам, јас најдов еден начин како да зборувам за Македонија и за тоа што нас ни се случува, и додека сум жива тоа ќе го правам. И еве и со сите случаи сега што се случуваат со Европска унија, се надевам дека ако не се најде соодветно решение, дека конечно ќе се смени траекторијата на Македонија, затоа што оваа глупост што ни се случи со двата договори и со Тиранската платформа се најголемите штетни работи што и се случија на Македонија. И многу луѓе како мене, кои живеат и работат и создаваат надвор, го застапуваат моето мислење од моите контакти со кои секојдневно разговарам. И верувајте, поголемите причини зошто остануваат таму се баш заради тие работи, но истовремено има и една таква друга поголема група која исто како мене работи на случајот за да си дојде дома и да продолжи да живее и да твори од Македонија. Сега светот од Македонија со развојот на технологијата е отворен за сите и тоа ќе биде и најголемата мотивација за да се вратиме сите дома. И за крај ви благодарам за поканата и ми беше задоволство. Задоволството е само мое. Многу инспиративен разговор, морам да признам, со Ана Дуковска, која што се врати од Америка после 18 години поминати тамо. Овде ќе завршуваме емисијата, утре во 15 часот се разбира репризнато издание. А јас ви закажам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.